Ова се денари, официјалната валута на Република Македонија. Ги гледам дали се наменети за албанци, македонци, турци, ама нигде не пишува. Но така не мисли Арбен Таравари. Откако политички веќе не вреди ни 5 пари, го употреби стариот добар рецепт: подгревање на национализам и етнички теми. Тој Таравари најави дека ќе побара фискална конфедерација. Во превод сакал да се знае кои пари биле наменети за албанци, а кои за македонци. Со фискална децентрализација немало да се мешаат парите кои биле наменети за албанските општини. Прво, не постојат албански општини, туку општини во кои живеат албанци. Албански општини има само во Албанија. Фискална конфедерација, каква што бара Таравари, нема ниту во Швајцарија, која е вистинска конфедерација. Таму швајцарскиот франк е ист за сите граѓани на Швајцарија, дури и за албанската диаспора, бидејќи швајцарска националност не постои. Таравари е добар лекар за кој убаво мислење имаат и македонците и албанците. Помагал на сите без разлика на националноста. Но едно е Таравари докторот, од Арбен политичарот. Тој Арбен политичарот, додека беше градоначалник на Гостивар и министер за здравство, плата земаше од македонските даночни обврзници и од буџетот на Македонија. Што не се побуни тогаш дека сака да прима плата само од албанците и парите да не се мешаат. Прифаќаме да не се мешаат парите на македонците и албанците. Таравари може да зема плата оноку колку што албанците платиле даноци во Арачиново, Тетово, Гостивар, Липково. Само да не му бидат малку пари. Туку да го прашам, со какви пари ја купи куќата во Тафталиџе? Со албански или со македонски? Ова исто како во една фамилија жената да каже дека нејзините пари се само нејзини, а парите од сопругот се заеднички. Арбен, за да не утеши, вели дека фискалната децентрализација не значела и територијална. Ми олесна. Територијалната ќе дојде за неколку години. Таравари во моментов нема ниту партија и се представува како некакво крило на алијанса, откако села му го зема печатот, ама и чаламот. Ама желбата за власт пак го спои со села. Новата мисија на Арбен изјаден е покрај парите и Save City да не казнува албанци. Што нема на човек да му текне за пак да биде во центарот на вниманието. За жал и му успева. Паника на Бихачка, откако власта заплени околу 40 тони марихуана во СДСМ, останаа без материјал за работа. Најпогодени сигурно се Фрчко Мали и екипата околу него. Најголем дел од одземената марихуана е од Струмичко. Да не сте изненадени? Да, најголем дел од ганџата е од магацините на фирмата Медплант од село Борисово. Ви значи нешто ова име? Ни мене. Основач на фирмата е Христијан Котев, син на Тони Котев, поранешен председател на општинскиот одбор на СДСМ во Новосело и близок човек до Заев. Тој Котев и Филипче се знаат само од телевизија. Тоа е апсолутно само една форма на дефокус. Јас немам никаква поврзаност со било која фирма за марихуана во држава. Тоа е, ќе се слика со некого, а појма немаш кој е. И кој вика дека СДСМ не си стои на зборот? Си стојат и тоа како? Ветија дека Македонија ќе ја расцветаат како пупка и устварија. Ја расцветаа со 40 тони пупки цвет од канабис, кои сакаат да ги продаваат како корнишони и бостар на пазар во Горњи Милановац. Се јави и вториот човек на НАТО, Радмила Шекеринска, да го пофали воениот сојуз меѓу Косово, Албанија и Хрватска. Јас колку што знам, Косово не е признаена држава од неколку членки на НАТО, а згора и на тоа, според резолуцијата 1244 на Обединетите нации, не ни смее да има војска. Што би рекол председателот на Србија Александар Вучич, кога Шекеринска се појавува, кажува малку, но глупо, а згора и на тоа надвор од секаква логика. Наместо да чепка теми кои се осетливи за секого на Балканот, како што се формирање на воени сојузи, Рада е подобро да каже што барава во специјалното јавно обвинителство заедно со Заев да носи материјали, како што откри поранешната обвинителка Лейла Кадрiju. Демант од Заев до сега немаш. Туку ај Зоки не знае кај попрво да реагира, дали за дрогата или за СЈО, ама ни од Рада нема никаква реакција. Туку ајде, што ќе демантира? Таа е од големото добро утро.
За крај ги мислам овие во СДСМ, дали се арни, да не кризираат, 2 недели ме немаат спомнато на прест. Ало, Фрчко, Богданке, Филипче, работите ли нешто?